Драги ученици, почитувани советнички, драги родители, гости, добар ден и добре ни дојдовте на нашето денешно дружење, на настанот што го организира Матична библиотека Кочо Рацин и општина Пехчево. Се радувам што денешниот настан успеавме да го реализираме и да биде токму овде, на отворено, во природа, каде што и самите чувствувате, мислам не само на мене, туку и сите вие ја чувствувате атмосферата околу нас, која е испреплетена со честички од чист воздух, од разелената природа, од црцорење на птичките, жуборење на водата и така натаму. И не случајно сме денеска овде. Има причина за тоа. Ама јас нема да ви откријам причината, туку сакам да ги прашам учениците дали некој од вас знае зошто денеска сме овде, за кој настан станува збор. Ајде да видам дали некој знае. Ајде, повели. Ајде. Промоција на книга. Така е, значи, денеска на ова убаво место ќе ја промовираме сликовницата за деца, илустрираната книга На криљата на самоубилското конче од авторката Александра Велинова. Затоа што сликовницата има врска со водопадите. Со водопадите. Добро, благодарам. Сега, нели, кога се прави промоција на една книга, секогаш треба да се кажат неколку реченици за авторот што ја напишал книгата, нели така? Да. Така. Која е Александра Велинова? Ја познавате? Ако не ја познавате, еве денес имате можност да ја запознаете. Александра Велинова спаѓа во поновата генерација македонски писатели и поети. Родена 1984 година во Велес, дипломиран новинар при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, добитничка е на меѓународната награда Антево слово, пишува од низината 13 годишна возраст. Значи, на 13 годишна возраст е напишала првата книга, а вие сега имате 11 години, така? Замислите за 2 години кој од вас ќе стане, кој може да стане писател и поет? Еден, двајца, тројца, сите, брат. Браво! Ете така, Александра Велинова нека ви биде инспирација за да пишувате и да творите. Таа работи, сега моментално е презентерка во Македонската радиотелевизија, инаку работела и во Вечер, Нова Македонија, на Алфа телевизија, на ТВ Нова и така натаму. Пишува и за возрастни, но во последно време акцентот е насочен кон детската литература, значи пишува за деца, а мене ми се чини, не сум те прашала Александра, но ми се чини, откако ги роди твоите деца, вниманието ти се насочи да пишуваш повеќе за децата, детска литература. Така, не може никој да остане равнодушен на нивните прашања и подпрашања. Сите деца се љубопитни, тоа е заедничка особина на сите деца, па и моите ме инспирира особено непланирано, нели кога од нашите патувања произведа овие сликовници, како и последната На криљата на самоубилското конче. Не со план да правам книга пред да тргнеме на патувањето, дефинитивно. Така е. Значи, што пишува за децата? Таа има напишано со оваа книга 5 книги. Тоа е Бидејќи сум дете, Стефан во магичниот град, Стефан во прошетка со Ками во Египет, Стефан во Динопарк и денешната книга На криљата на самоубилското конче, чија идеја потекнува токму овде. Затоа реков на почетокот дека со причина денеска сме овде. Затоа што идејата да се направи оваа илустрирана книга потекнува од водопадите од нашиот преубав крај. Книгата, главните ликови во оваа книга се Алексеј, а еве го денеска нашиот јунак. Браво, Алексеј!
И самовилското конче. Алексеј е представен како љубопитно дете, нели? Ама преку авантурите што ги доживува со самовилското конче, сушност даваат една порака. Значи, читателската публика да се запознае со Малешевските планини и со сите ретки ендемски видови што се наоѓаат токму овде. Иако ја гледате оваа книга мала по обем, меѓутоа богата по содржина. А зошто? Затоа што има силна еколошка порака. А тоа што значи? Тоа значи, дечиња, треба да внимаваме, да ја негуваме и чуваме природата и уште од најмала возраст тоа да го правиме. И секој и животинскиот и растителниот свет се дел од природата и ние треба да ги негуваме. И таа книга што ја гледате сега пред вас и што имаме можност да ја промовираме денеска е всушност не е обична сликовница, туку пред се поучно дело и за родителите, па и за децата и за сите нас. А сега ја сакам, бидејќи денеска со нас е и рецензентот на книгата Љубинка Донева, може да кажете збор 2 или да прочитате што имате напишано или вака да се обратите како сакате. Повелете. Благодарам. Првин добар ден за сите дечиња и добар ден за сите возрастни. Сега после ова убаво кажување на директорката, јас останав без текст. Ама бидејќи прва ја прочитав на крилјата на самовилското конче и бев многу радосна од тоа што го прочитав. Многу ми е убаво што и јас сакам да кажам и ќе кажам некој збор. Првин да ве прашам, знаете ли вие што значи ендемски вид? Значи нешто што го има само на едно место. И замислете, тоа е исто како вашата мајка. Само е ваша таа мајка. Тој ендемски вид е само наш, само тука, Пехчевски. И јас многу се израдував кога ја читав, затоа што јас доаѓам од крај, кај што има многу комарци. И не знам дали сте знаеле, самовилското конче многу јаде комарци. Многу е гладно, да знаете. И убаво Љупче Преска ми кажа дека комарките апат, комарките штипат, женските, ние сме полоши женски. И значи, кога ја прочитав самовилското конче, си реков, аха, сега да видам кој ќе јава на крилјата на самовилското конче. И туку го гледам Алексеј, скокна врз крилјата на самовилското конче, се фати тука некаде, вака, и гледа, леле колку убави работи, леле колку убава вода, леле колку убави дрвја. И гледа едно огледало, и дзирка во огледалото. И се дрти. Јас не го видов ова. Леле колку е убаво ова самовилското конче. И чете, не врсиш ли таму? Самовилското конче, само лепа, како нема да те носам, па ти си ми другар број 1. Јас сите деца ги сакам. И сите деца треба да летят на самовилското конче. Значи, во самовилското конче, главен лик, вие сте учеле тоа по македонски јазик. Значи, главен лик е Алексеј, кој едно љубопитно дете. Вие сте ли љубопитни? Знаете што е љубопитност, нели? Сакате се да чуете, се да разберете што се случува ваму, што се случува таму. И Алексеј така. Абе, кај ќе ми однесе това самовилското конче? Јас сакам ваму. Самовилското конче лекува ви таму, ваму е поубаво. И го носи на различни места и тој се радува, расте. Вика, аха, тука има еден центар и гледа таму центар за обука на љубопитници. И нормално кога пристигнува таму, неговото љубопитство треба да биде задоволено. И сега јас колку може, толку ви кажам, ама остатокот го оставам за вас, да вие да ја прочитате книгата, нели? И ќе ја прочитате. И сега уште нешто ќе ви кажам од мојата книжевна работилница. Имам јас една книга за деца, се вика Царка Ветерка и тоа е слично. Ветерка е една принцеза, што не се гледа, а една Ана вика, јас и сме другари. Како Алексеј и самовилското конче, така Царка Ветерка и Ана си шетаат. Значи, принцезата на ветриштата ја носи Ана на различни места. Многу ви благодарам што ми слушате, значи ќе ја читаме, нели? Ви благодарам што ми слушате, благодарам и вас. Благодарам и јас.
Сега, Александра, пред да почнеме со промоција на книгата, да речеме, сакам јас да ви ја представам публиката, бидејќи вие не ја знаете, нели? Публиката пред да се сликавате со овие читатели овде. Ајде ќе почнем вака. Ние дојдовме, значи, ученици има олак дел од публиката, меѓутоа сепак одбрани и договори за да разберат што е смислата и на денешното наше дружење, на денешната наша промоција. Така, имаат можност сите да ја прочитаат. Имаат можност сите да ја прочитаат во библиотеката, во отсуство на градоначалникот, денеска со нас е неговата сопруга, која доведе низината ќерка, која сакаше да присуствува и тоа ме радува фактот што ете децата покажуваат дека интерес, дека се случува нешто и дека има една таква интересна сликовница, дека ќе можат како што рече да ја прочитаат во библиотеката. Овде со нас и советничките што на почетокот ги поздравив, председателката на советот госпоѓа Виолета, советничката доктор Нада, инаку доктор Нада ни е председателки на организацијата на жени во Петчево, педијатар во пензија, една многу добра личност, комуникативна, заедно со председателката на советот секогаш наоѓаат време да присуствуваат на активностите што ги организира библиотеката Кочо Рацин и јас за тоа сум и многу благодарна. Ова се учениците од 5-то одделение, креативни, трудолюбиви, вредни, паметни. И со нас се уште и дечињата од помалите одделенија, овде ни е Бојана од 4-то одделение, овде ни се палавковците, ја што ги викам Јован, Димитар и Даме од 3-то одделение бевте? Второ одделение. Ами ти се многу љубители на вака детска литература и кога имаме активности со нив, бидејќи јас се зони работа, многу се интересни. И јас така ги викам палавковци затоа што сакаат вака љубопитници. И со нас е денеска најкреативната наставничка, овие ученици, деца, дечиња, како да ги кажам, ако не се со неа, сигурно дека нема да имаат успех, иако она вели ако не се тие, она нема да има успех. Како и де, Оливера Кратевска е наставник во училиштето Ванче Титанов во Певчево, добра соработничка на библиотеката, моја добра пријателка, и чита, и црта, и пишува, и прави активности и сега годи. Така да, јас сега сакам да видите што ни подготвија тие, како ја сватија содржината. Па јас имам изненадување. Да. Чекам да видим што подготвила. А сега да ги слушнеме учениците од 5-то одделение, на чело со менторката, наставничка, учителка Оливера Кратевска, како тие ја доживеа книгата На крилјата на самовилското конќе. Ајде да видиме. Повелете. Алексеј не беше поразлично дете од другите деца. Беше љубопит. Тој августовски ден, љубопитството го однесе до една голема, стара, дрвена порта на која пишуваше: таму дарбите природна сила. Тропна, и никој не му ја отвори врата. Ја отвори вратата што крцкаше, за да дознае што се крие зади. Полека ја отвараше тешката врата и ги ококори очи. Мислеше дека ќе влезе во нечиј двор каде што има јаболка, сливи, праски и кајси. Но не, замислете си, зад вратата имаше густа шума, од која се ширеше пријатен мирис на различни цвеќиња, тревки, дрвја. Птиците црцоря на гранките, осите и пеперутките прелетува. Водата жубореше од секаде. Колку убаво мириса! Небото не се гледаше, од стреплетаните крошни високо горе над него, а и посвеже беше како дома, како да беше пуштен огромен клима уред. Одеднаш пред него слета
Инсект со виолетови крилја како што дотогаш никогаш немаше видено. И сигурно за прв пат си овде, не те познавам. Зар постои вакво нешто во природата? Мора да сонувам. Да не губиме време. Ајде, дојди со мене. Имаме многу нешто да видиме. Да тргнеме со време на прошетка, за да се вратиш дома пред да се стемни. Планинската патека беше полна со изненадувања. Само што тргнаа, патекен го пресече едно диво зајче. Трчеше делево дедесно, како да го канеше Алексеј да играат брканица. Пред нив жебореше реката, над која се извиваше дрвен мост. На средината од мостот не достигаа неколку греба. Како ќе поминеме? Зар само што почна, тука ќе заврши патувањето? Ајде, качи се, јас ќе те пренесам преку реката. Уф, ти благодарам многу. Еден цвет се замиша и слушна глас. Здраво, како сте? Не е можно. Не е можно. Цветот да зборува. Не плаши се, јас не едам деца, само инсекти. Тоа е ретко цвеќе што јадам инсекти и го има овде на Малешевските планини. Не е можно. Каде се чуло и видело цвеќе да јаде инсекти? Да не мислиш обратно? Вистина ти велам, тоа е муловка, редов ендемски вид како тебе. Како мене, Да, како тебе. И ти си едно љубовитно дете, како што нема никаде. редов ендемски вид. Да, тоа значи го нема секаде. Живее само на едно место. Алексеј го замоли самоljubското конче да застане. Догледа растение со плодови како мали црвени топчиња. Посегна, сакаше да ги проба. Ни случајно. Запомни, во планината не се јаде ништо црвено, освен јагоди, малини, капини. Ова растение се вика анамска рака. Се користи за правење лекови. Црвените топчиња се отровни. Отровни се, а се прават лекови што треба да ги користат луѓето. Како е возможно тоа? Тој што ги прави лековите, знае како се користат овие плодови и колку може да се стави од нив. Ни случајно не смееш да ги береш и да ги јадеш, јасно? Во ред, како ти кажеш? Ти си водач. До каде ме носиш? Ќе видиш наскоро. Алексеј имаше среќа што имаше пријателки што знае да лета. Инаку, навистина не знаеше како ќе ја помине реката, над која беше срушен мостот. И зошто некој го сторил тоа? Полно им пречел мостот, што само им помага на луѓето и им го олеснува движењето низ планината. Имаше среќа што не ги натопи патиките, а со тоа и чорапите стигнаа до едно тесно патче што го беа покрили високи треви. Овде сигурно завршува авантурата. Не, тука почнува. Кога го поминаа, се најдоа на една широка планинска патека. Меѓу дрвјата забележаа црвена планинска куќа на која пишуваше Центар за обука на љубопитници. Слушна детски џагор, па побрза да дзирне што се прави внатре. Самоljubското коњче беше побрзо, па влезе низ прозорецот. Алексеј мораше да тропне на вратата. Децата не го ни забележаа кога влезе. Пред нив седеше еден дедо и им раскажуваше нешто. Додека тие внимателно го слушаа, на масата имаше лисја, билки, плодови. Овде, мои драги деца, може да видите питом костен, смреќ, високо зимзелено дрво, мезинска бука. Дедо, па ова можам да го прочитам и на мојот таблет, еве погледни. Одамна не сум играл табла? На дедото ништо не му значеше зборот таблет. Мислеше го прашува за друштвената игра табла, па продолжи да објасни. Мезинската бука има крошна богата со листови и мазно стебло во сива боја. И да, борум има на Малешевските планини. Може да достигне висина и до 40 метри. Неговиот плод се вика желат и од него се хранат предерички, јазовците, птиците, инсекти. Тој е дом на многу птици, по него свиваат гнезда.
Децата останаа да пијат топло планинско чајче со дедо. А Алексеј сето она го слушни. Сакаше да го види со своји очи. Па решија со самобилското конче да го продолжат патот полн со изненадување. Но Алексеј се сети дека не понесе вода со себе. Беше зажмет. Издогледа тенко дрво пресечено на половина, низ кое течеше планинска изворска вода и се сливаше во коритото од камен. Стави раката да напече вода и се напи. Не можеше да се напи. На дрвото до оваа природна чешма пишуваше: од камен чиста, косолза, природна вода извира. Сега дојдови од каде се полнат шишињата што ги купуваат во продавница и ги платја, а овде водата е бесплатна. Најскапоцена течност си помисли. Колку ќе се израдуваат мајка ми и татко ми, кога ќе им кажам дека сум го открил изворот од каде што полнат шишиња од кои пијат вода дома. Тогаш ќе доаѓаме да си наполниме вода директно од изворот. Пријателче моје, би сакал малку да пешачам. Многу сакам да трчам, да подскокнувам. Само ти трчај, јас ќе те следам со лет. Малите нозе му пропаѓаат во распаднатите лисија и дрвја, па детето внимателно се подпираше на размишаната дрвена ограда. Легна и почна да се валка во лисијата што му наликуваа на чаршафот на неговиот кревет. Се смееше и се покриваше со лисијата. Од крошните на лисијата му падна лешник. Каков подарок, кој ли е толку гостопримлив и дарежлив? Одговор немаше, но Алексеј ја забележа палавата и разиграна верверичка која скокаше од гранка на гранка. Тој не беше сигурен дали е подарок или и паднал лешникот на верверичката. Секако не можеше да се качи толку високо за да ја го врати, па реши да се почести. Не грижи се, таа и оната живее на дрвјата. Ќе си набере уште, а ако се качиш ти на дрвото, може да паднеш и да се повредиш. Одејќи по пешачката патека на едно дрво, здогледа огледа. Леле, колку сум бушав. Имаме гребаница на левиот образ. Но тоа и не беше толку страшно. Она што го исплаши, всушност му го порачуваше огледалото. Се бара загадувачот, следува награда, а во огледалото си го гледаше своето лице. Но јас не загадувам. Не е фер да бидам казнет. Нема да бидеш казнет. Не грижи се. Огледалото сака да каже дека човекот е најголем загадувач и уништувач на природата. У кратко време слушна гласно жуборење на вода. Толку вода немаше ниту кога им се поплави станот. Побрза да стигне до водата која ја паѓаше од некаде високо и се слеваше во река. И повторно препрека од дрвеното мовче што водеше до водопадот останале само крајните греди за подпирање. Не можеше да гаси, но затоа беше тука самовилското конче да го пренесе. Летаа во воздухот, водата ги прскаше оддалек. Се додека самовилското конче не се изближи до местото од каде што паѓаше водопадот скок. Сега веќе Алексеј мислеше дека сонува, дека никој нема да му верува што видел. Но што беше важно тоа? Тој уживаше. Самовилското конче го симна долу да се качи. Детето чувствуваше како паѓа вода, како го скокот кај телото и си помисли. Види се колку си валкан. Ајде убаво да се искапиш. Колку е убаво, а јас се противам кога мајка ми сака да ме капе. Како се вика овој водопад? Скокот. Аха, затоа ме скокотка водата додека се капам. Околу танцуваат самовилските кончи. Крилјата им се прелеваа од водата и од сонцето. Уживаше во мелодија.
засмевна и си вземи книгоник, виде пријатели на природа. Браво и за наставничката која научила толку убаво да читате. Браво, дечки, неубаво. Сега дори правиме пауза. Јас имам една идеја, сакам да ви кажам како ја запознав Александра. Промоцијата на оваа книга се случи прво во Скопје на сајмот на книга. Јас случајно таму се најдов на сајм и отидов, а намерно отидов да видам како таму ќе ја направат промоцијата и сакав да ја запознам, нели, авторката за да видам кој на нас ќе ни дојде гостин, нели, во Пехчево. И одам вака на штандот на Едука Мак, а Едука Мак е издавачка куќа која продава книги за деца. Претежно пишуваат, нели, за деца, сликовници, книги за деца и така натаму. И гледам многу луѓе и многу деца. Така децата облечени убаво, дотерани вака креативни. Со костими од рециклирана хартија, ете така. И сега јас ја барам, ги гледам децата, викам, аха, овие деца сигурно ќе кажуваат нешто, и ја барам да видам која е Александра Велинова. Гледам лево, гледам десно, и наеднаш ми излекува пред очи една убава девојка во бело облечена. Јас велам, сигурно ова е Александра. Прашувам таму, извинете, дали која е за промоција. А, така. Викам, која е авторката на сликовницата и ми велат жената во бело. Тоа сакам да ви кажам, како што ја запознав таму така симпатична, мила, еве денеска не е во бело, ама е во портокалово. И не сме договорени. И не сме договорени, така случајно излезе. И сега, не дека сте наши деца, меѓутоа, вие сте прекрасни. Каква дикција, како глумите. Штета што немавме можност ние тоа да го направиме без таму, бидејќи децата во Скопје не дека беа лоши. Ќе отидеме во Скопје и ќе го Меѓутоа, направиме. вие сте прекрасни. Е тоа заслужува еден аплауз, нели? Пред да го завршиме ова наше дружење, сакам да ви се обрати и Александра, нашата гостинка, да ве поздрави и да видиме и да слушаме внимателно што има таа да ни каже. Повели, Александра. Прво морам да признам дека сум изненадена од одличниот настап на учениците и од изведбата на делови од мојата книга. Не очекував, ова не ни беше договорено, нели, пријатно изненадување. Изненадена сум што и општината препозна литературна вредност, еколошки аспект, од туристички аспект и што оправданост кога зборуваме за оваа книга, бидејќи живееме во време кога и оправдано секој може да каже некога станува збор, особено за книга, нели? Меѓутоа, еве голема благодарност што општината препозна пред се литературна вредност во оваа книга и ја поддржам. Господјата кажа, Габи, директорката на библиотеката, спомена дека првата книга сум ја напишала на 13 годишна возраст. Јас ќе дополнам дека пишувам од 9 годишна возраст. Знаете ли деца како се станува автор? Што ви паѓа прво на памет? Како се станува автор? Сте размислувале некогаш да почнете да пишувате? Ви веќе пишуваат. Пишуваат. Многу пишуваат. Ние повеќето пишуваме песни. Така. Меѓутоа автор што објавува книги. Читате книги? Па вие сте на добар пат да бидете автор. Автор се станува со многу читање книги. Дали да им веруваме на книгите? Што мислите вие? Треба ли да им веруваме на книгите? Да. Не секогаш. Меѓутоа, книгите не поттикнуваат да размислуваме. Она што не одвојува, да кажеме, како една од главните разлики од животните. Човекот размислува, а секоја книга, без оглед каков печаток ќе ни остави од како ќе завршиме со читањето, не поттикнува на еден процес на мислење што ни издвојува од животинскиот свет, да кажам, како луѓе. Токму тоа е предноста на книгата. И јас не велам дека вие не треба да се дружите со таблети, мобилни, со сите оние придобивки на современата технологија. Меѓутоа, тоа треба да биде контролирано. И секогаш да имате време за книгите. Нова едиција на оваа книга, на Крилјата на самодурското конче, и предходеше едиција Патувања. Предходно пишував, пред да почнам да пишувам за деца, за возрастни, песни како вас, нели, меѓутоа за возрастни, член сум на Друштво на писатели од 2014 година. Меѓутоа, како се родија моите деца, Стефан, тој е до мене,
има 10 години како вас и Алексеј 3 години, ме инспирира со нивните прашања, подпрашања. Алексеј можеби и не, бидејќи имаше само 8 месеци кога се роди идејата за оваа книга, кога бевме на прошетка токму во овој предел каде што сме сега. И не ни планирав дека ќе пишувам сликовница, меѓутоа првата книга за Стефан беше Стефан во магичниот град. И таа е посветена на атракциите што се случуваат во Дизниленд, внатре, на емоциите кај децата, кои емоции ги предизвикуваат сите тие атракции, страв, храброст, среќа, во куќата на пиратите или во куќата на Петар Пан и така натаму. За потоа да се роди Стефан на прошетка со Ками во Египет, која не запознава со сите оние туристички места кои постојат во Египет, и сосема на мислам како за окружување на таа едиција Стефан во Дино парк. Не знам колку ги сакате вие диносаурсите, меѓутоа тој беше опседнат со диносаурсите и така се роди книгата од една наша посета во еден динопарк и не запознано со тоа во кој период живееле, со што се хранеле. Значи тоа се пред се едукативни книги, меѓутоа се и хумористични, бидејќи знам дека вие децата не се задржувате долго на некоја книга ако нема и хумор, така? Како и на цртаните и на филмовите, мора да има хумор, нели? Да. После оваа едиција се роди на криѓата на Самарнуското конче од една наша непланирана, можам да кажам, посета на Малешевските планини, тој продолжен викенд, беше Илинден, по препорака на наши пријатели кои се денес на промоцијата со нас, Верче и Блаше, многу сме им благодарни, бидејќи неочекувано приубаво си поминавме, јас тоа секаде го кажувам, бидејќи секој ден одевме по различна патека до различен водопад. Сте биле вие на сите водопади? Бидејќи вие сте деца од тука, нели? Да. Алексеј, кој сега е повторно на прошетка, имаше само 8 месеци. Тој не беше породен и беше доволно тежок, нели, за да може да се носи во раце, меѓутоа тоа не беше пречка да го посетиме водопадот кој се споменува во оваа книга и се вика Скопар. Значи бевме со него бебе до Скопар. И вовчињата кои некаде беа срушени, кои се спомнуваат во книгата, значи ме инспирираа. Меѓутоа сите оние ретки ендемски видови што постојат тука, она што не поттикнува оваа книга е да размислуваме како се однесуваме кон околината, кон природата од која сме дел и самите ние, така? Како се однесуваме кон животинскиот и растителниот свет. Имате преубави мовчиња сега преку кои поминувавме, нели се движевме, го леснуваат движењето во планина, меѓутоа треба да се грижиме и да не ги уништуваме. Зошто би ги уништувале? Зошто ни сметаат кога само го леснуваат движењето во планина, така? Па се надевам дека во ваква состојба и следниот пат кога ќе дојдеме ќе бидат, нема да бидат срушени и така натаму. Дали ги познававте оние ретки ендемски видови пред да ја прочитате книгата, пред да се подготвувате за значи вие сте ви се радувам, вие сте едуцирани деца. Постојано. Така, вие сте едуцирани деца, инаку можам да кажам дека со оние дечиња со кои сум разговарала досега во неколку училишта, градинки, например, по Скопје, не знаат што е анамска рака или не знаат што е муболовка. Меѓутоа, драго ми е што си ја познавате средината, само преку запознавање на убавините на нашата земја можеме да си ја сакаме повеќе. А нормално и да ја чуваме, бидејќи треба и да се заштити таа убавина, не само да се искористува. Премногу се радувам што денеска не сте на мобилен, не сте на таблет, не сте на компјутер, туку одвоивме еден час да бидеме во природа, да се дружиме и се надевам дека тоа е ваша навика или ќе премине во наша навика, организирано со друштво, со вашите родители, што повеќе време да поминувате во прошетки, во природа и во разговори. Значи, овие книги се родија од разговори. Јас сама не ги создавам, ги создаваме заедно, јас и децата. Преку разговори со децата во училиштата и во градинките. Јас не можам да знам како размислува едно дете од 5-6 години или 10, ако не го слушнам неговото размислување. Заедно ги создаваме книгите. Перцепцијата е многу поразлична на возрастните и на децата. А децата некогаш и децата денес се многу различни. Вие имате многу изострени критериуми и стандарди. Знам дека и бојата треба да биде, илустрацијата треба да биде совршена за да ви се допадне, ако не тоа ќе заврши во некој троше, нели? Се шегувам. Дали би сакале да ме почестиме со една песничка? Да, така не. Дали може да го збогатиме амбиентот со за овој свет? Може? Сега ми дојде идејата. Може? Сите да размислат. Без мене денес.
Со фантазија најмногу се патува. Можеш да стигнеш во какви предели со фантазија. И кога ќе бидете возрастни, најбитно е да не престанете да сонувате. И секогаш да го сечувате детето во себе. Имате прашање, Федери? Што ви инспирирало да напишете една книга? Разговорите, прашањата, оттаму потекнува се. Ева, например, конкретно за книгата на Самоубиството конче, ако ме прашувате, кога тргнавме на патување, ние се уживавме во прошетката, во преубавата природа, тука прошливе споени 25 степени во Скопје, Илинден или 40 степени 45 август, или беше преубаво, пријатна е звук, што не размислувам дека книга ќе пишувам, не ги тргнав со таа идеја. Туку водени од препораката на Верчи Блаждек убаво ќе си поминеме, дека ќе најдеме освежување и преубава, ќе дишеме чист воздух пред се, и си тргнавме семено на прошетка, со тоа што, кога Верче, тука е Верче, лево од мене, кога ме фотографираше пред водопадот, не фотографираше поточно заедно, излезе на книгата, на фотографијата поточно како самоубиството конче да ми стои на око. А во еден момент не ми застана самоубиството конче на око, бидејќи претходно се обидував да ги фотографирам, тие летаа постојано и ми застануваа, тие не знаат да позираат да застанат за да се фотографираат, нели, постојано се во лед. И викам, види каква коинциденција, значи додека сакав да го фотографирам, не застана во ниеден момент, не успеав да го имам на фотографија, а изгледот на фотографијата како да ми стои на окото. Во моментот на прелетување, практично го уловила во правецот на моето око и така изгледаше на фотографијата како да ми стои на окото. Тука се роди идејата дека нешто ќе пишувам, меѓутоа што се уште ги средував мислите, како да изгледа сета таа приказна, таа авантура. Меѓутоа првично дека Самоубиството конче ќе биде еден од ликовите и детето Алексеј, бидејќи Алексеј имаше само 8 месеци и се уште не беше проден, тоа му беше прво патување и ние прекрасен спомен пред оваа книга од тоа патување. Дека ќе бидат главните ликови кои ќе ни раскажат приказната за Малишевските планини. Само доаѓа едно по едно. Успеавме да го видиме. Да помтите од каде дошла идејата? Браво. Јас ја комплетирав приказната сила во август, бевме повторно овде и бевме во едукативниот центар Негрево, каде што ги има останатите ретки ендемски видови што се спомнуваат нели како дрвја, за да можам да ја оплеменам, да ја збогатам и да ја комплетирам како приказна. А јас може ли да ве прашам? Поучна оваа. Може ли да ве прашам нешто? Ама и децата ќе ми кажат. Кога ви стоеше тоа самоубиството конче на окото, сигурно било близу и до увото. И нели ви шепна, напиши Александар книгата? Нели така било? Да, многу добра. Шепна самоубиството конче. Шепнало, шепнало, сигурно, сигурно. Да, во фантазијата да децата Така, да. така. А во реалноста не. Во ред ние ќе продолжиме да пееме, вие можете да се движиме, да одговарате, да се да движиме. ја разбирате околината, да се движите. А сега јас може ли да кажам една огромна гушка за сите деца, и за наставничката и за сите тука. Да станеме сите да Сите ве гушкам. Ајде. Сега, сакам да ги прашам, да
малите ќе го знаат одговорот. Тоа е посилно од една пушка. Од една пушка. Јас пред малку кажав што сакам. Од една пушка. Посилна е најтоплата пушка. Браво. Стефан ќе влезе и прима да малку. Наредно што е? Наредно викам што е? Ви благодарам ученици, ви благодарам наставничке, ви благодарам пријатели што денеска бевте овде и што се дружевме. Јас мислам дека поминавме навистина едно убаво дружење сите заедно во ова прекрасно место кое го краси нашето Пехчево. А како се нарекува? Тоа се Црнодолските водопади. За крај, авторката ќе ви подари по една сликовница за сите деца што учествувате и како учесници, но и како поддржувачи на денешното наше дружење. Благодарам. Се радувам што на крилјата на Самодулското конче се роди овде и денеска Самодулското конче се враќа токму на Пехчевските водопади, каде што се роди идејата за да ја напишам оваа книга, која е поддржана и од Министерство за култура, а денешниот настан го возложи општина Пехчево, средба со учениците од основното училиште, а во организација секако и на библиотеката во општина Пехчево. Пораките кои ги носи оваа книга се развивање на еколошката свест кај децата, како треба да се однесуваат во природа и не само децата, туку и возрастните. Како треба да се однесуваат со околината, природата од која сме дел сите. Меѓутоа има повеќе аспекти кои треба да ги прочитаат децата за да ги откријат, нели? Илустрациите во оваа книга се автентични. Тоа подразбира дека сите оние ретки ентемски видови кои ќе може да ги погледнат читателите во неа, постојат реално во шумата, на Малешевските планини. И секако постои и скокот во водопадот како еден од Пехчевските водопади, кои се мощне богати со потенцијал за развој на туризмот и се надевам дека во иднина ќе бидат уште попосетени. Така, благодарам. Еви директорката да ја запрашам и вие како коорганизатор на овој настан, завршен збор за денешниот настан. Искрено да ви кажам, не очекував дека ќе биде толку убаво. Ме радува што дождот го пресретнавме и што успеавме на местото каде што се роди идејата за да се создаде оваа сликовница, успеавме да направиме промоција. Благодарност до учениците, до нивната менторка Оливера Кратевска, до советниците, родителите и огромна благодарност и до мојата драга колешка Јасминка Цековска и до малиот Филип. Таа е одличен фотограф кој цело време сликаше и ги направи најубавите фотографии. Благодарам.